присутни. Јас бих почнал со претходниот господа, кој имаше на почетокот добра дискусија, добро почна дискусија, за да се задржи на процедуралноста, но подобно во објаснувањето на некои работи премина во навреда на следниците од опозицијата и затоа ние бараме јавно изјавување према сите од неговата. Околу вработувањето навреда на точките кои не се на дневен ред, значи ВМРО ДПМН во цел изминат период е позната по нивните скривувања и по стилма историите кои ги прават. Дали со телевизиите, дали со извртувањето на кажаноста во работите, едно треба да знаете. Значи, ние не сме против вработување. Сите граѓани на градот Битола и на Република Македонија треба да се вработат. Начинот на кој вие го реализиравте тоа вработување во овие 12 години е катастрофален, а последиците сите ги осекате. Процедурата за вработување пред се партишка книжка или близок на некој кој котира добро во политичките структури, ја донесе оваа држава на пропаст. Затоа во болниците луѓето умираат и од најмали работи, со исклучок на некој доктор. Докторите кои ги вработивте, не дека сакавте да ги вработите, деловни во болниците, немавте кој друг. Немавте кој друг, али тие луѓе кои се вработени по заслуга не сакаат да ги малтретирате, да ги носите по митинци. Само сега на крај се охрабрија и почнаа да ги откриваат тие нареди. Значи, сега конкретно околу овој план за вработување и луѓето кои треба да се вработат, значи, за кои што разговараме во идниот период. Зошто не ги вработивте на почетокот на вашиот мандат или на средината? Зошто ги оставивте тие ваши партиски војници на крај, да сега да изигравате херои, а воспротивно на тоа, најблиските, најдобрите и сите кои ви беа мили, ги вработивте први во вашиот мандат и во вториот мандат на почеток. Тука се греши. Тој што трчаше, остане. Тој што ми е поблизок, првче. Друго не ми е јасно, како партија вие од ДПМН. Зошто дозволувате честа на ДПМН да ја бранат луѓе кои најмногу користеа во времето кога СДСМ владееше, беа членови на КПМ, а сега се најголемите БМРовци. Сега доаѓаат поголеми патриоти од Ќосечо и од Царафов и од сите тие ваши кои се таму патриоти и наши некои. Околу намалувањето на вработеноста. Немојте да мислите дека тие цифри кои ги кажувате и ги слушате на телевизија околу намалувањето на вработеноста се од тоа што Македонија вработува од вашиот проект. Дел да. Но да знаете, ситуацијата со работна сила во Македонија е катастрофална. Катастрофална. Иселувањето, вработувањето, притисоците, сите што сакаат да се вработат во државна администрација, да имаат место каде што ќе имаат наредбодавање, каде што ќе имаат висока плата, а ќе немаат одговорност и работа кај треба да ја работат, се најпожелни од ваша страна. Најдобар репер за тоа како стои ситуацијата се фабриките, тие дел странски инвестиции кои работат кај нас и не може повеќе да најдат работна сила, е таа ситуација. Нема повеќе луѓе во градот. Не е од се работен. Да знаете. Програмите на предпријативата. Како ќе разговараме за вработувања и за добар бонитет на фирмите од општинска капа, кога единствен начин во изминатите 4 години видовме за покачување и за добивање на некои екстра приходи се зголемување на цената. Пак, почево на граѓаните. Сведоци сме на цената на водата, 100%, објаснување за да го покријат кредитот, за да го платат судскиот спор, за да покријат трошоци кои станале низгодините во таа фирма и да имплементираат некои софтвери и ред други работи кои ќе ги имплементираат блиски луѓе ваши, ќе профитираат од тоа. Во Нискоградба имавме програма за кредит кој одеше таман сумата за 100% покачување, вие го бранете смртно тука, дека од 35 денари на 75 денари на колешката му беше многу ниска сметката за Нискоградба, а тоа година потрошена вода.
денари плаќала, па 71 кутија цигари било. И видовме дека подобривањето на кредитот и изработената финансиска конструкција, прво што купе директорот на Содрава, беше возилото Шкода Супер и две други помали возила за комерцијална употреба. Тек после следуваше купување на еден багер и еден мал бокет, кој се за работа на компанијата и генерирање на приходи. Да сме здрави и живи, во овој истинат период видовме како сите останати компании ги добиваат тендерите за кои што тој тука ни образлагаше дека со подновувањето на таа механизација ќе ги фаќаат тие сите тендери. Сега имаме ситуација каде по наредба на општината, фирмата која ја донесовте од Кавадарци за прекопи, му се одзема тендерот, бидејќи не ги тампонирала добро, па пропаѓале улиците, му го даваме со сила за да му префрлиме некој денар на нискоградба. Значи, ние што сме, овде нема креативност во вашите кадри повеќе. Тие си мислат доволно да се трудат да ја задржат политичката функција, парите функцијата сидат и вие ги молите за вработување и ред други работи, тие се богови, другите се смртници. Нема визија, тие се највизионери, се жално, зато сме нова дереđe. Знаеме дека некои директори по јавните предпријатија и по 3 пати медва и уништваја приватни компании по судови по понаква излагање на јавни предпријатија и сега ни продават тука како тој напишал програма, како тој подошол по фирмата, како се накренала фирмата, па и комуналец. Значи имам амандман за 5 детски паркови. Трета година и втора, прифатени од ваша страна и локации и финансиска конструкција. Па не можете да го реализирате. 30.000 евра за 5 локации се многу за компанија која остварува 2 милиони, таму има 2 милиони евра приход и плюс додатни инекции од приватни луѓе, каде што работат приватно работат, подборови и општината им дава уште дупло финансиска помош за да функционира како што треба. Тие не можат да реализираат без паркови детски, ни цел град. Не е политички, не е за СДС, не е за други. Тоа е за доброто на граѓаните, за децата, најранливата категорија. Замижувате пред хаосот и неправдата која се случува од сите институции во градот. Тука е проблемот. Ако ние, како оваа седница, имавме конструктивна, дали по наша линија или по ваша, и имавме дебати во изминатиот период, сигурен сум дека 30% ќе владеше повеќе со плод решавањето на проблемите на граѓаните. Вие послушно штитите мокници и бизнисмени, а ние вреѓаме, ние сме против граѓаните, вие сте за граѓаните. Да, за одредени работи на одредени граѓани. Благодарам. Предлагам, че